Со месеци од одговлекуваното донесување на законот за јавно обвинителство и регулирање на статусот на СЈО, низ бескрајни расправи во собранието, поради неусогласеност на партиите на власта и опозицијата, се изгуби драгоцено време што се одрази и врз колебливоста на Европската комисија. Пратениците треба да разберат дека тоа не е прашање на политички договор, дециден академик Владо Камбоски. Тој закон, вели, го подготвуваше експертска група која работеше континуирано 10 месеци. И одеднаш сега експертската мисла, експертската група исклучена од сето тоа, останува на некои нетранспарентни преговори меѓу пратениците. Они немаат право едноставно на тоа. Не може да постои држава и не може да постои ефективен, ефикасен правен систем со постојано изигрување на законите, постојани аболиции, амнестирање на криминалот, корупцијата и слично. Општеството не оди напред едноставно. Погрешна е тезата дека собранието може да прави што сака. Компетенциите на собранието се ограничени и нема апсолутна слобода да донесува било какви закони, додава Камбоски. Не е случајно Европската комисија како приоритет ги постави реформата на судскиот систем, борбата против корупцијата и криминалот, реформата на безбедносниот систем, а дека лошо стоиме и на економски план, говори нискиот степен на реализација на капитални инвестиции. Тука гледате дека не одат работи. Имаме сериозни проблеми во судскиот систем, имаме сериозни проблеми со институциите, со политичките партии, начин на кој што се организираат, начин на кој што действуваат. Тоа е многу врзано со економскиот раст и развој. Што е основното? Нема доволен капацитет луѓето во тие институции да направат комплексна анализа. Што е јавната инвестиција, каква е незината оправданост, кои се ефектите, кои се трошоците. Во овој безмалку 3-децениски транзицијски период земјава не успеа да изгради политичка култура. Академиците порачуваат дека треба радикално да се промени курсот на политиката, оти не може се да биде предмет на политичко договарање. Партизираните институции не може да испорачуваат демократија.